18 семејства од социјален ризик од Делчево добија пакет производи од Сдруженијето на граѓани Луѓе по патот, организација која промовирајќи љубовта кон луѓето, започна со реализација на проектот Сакај го ближниот како себе си. Важно е да ја иницираме љубовта помеѓу луѓето и да покажеме дека Бог ги љуби, заради тоа што Бог на вистина ни дава љубов, а таа љубов ја искажуваме со вистински дела. Затоа што ако кажеме дека го сакаме човекот, а не се грижиме за човекот, тогаш тоа е лицемерно. Проектот кој што сега го реализираме се вика Сакај го ближниот како себе си, кое што е една од двете заповеди кои што Господ Исус Христос ги кажа. Тоа се такви пакети, 18, меѓутоа има и пакетчиња за децата, заради тоа што знаеме дека доаѓаат божикни празници и убаво е да се израдуваат и најмладите. Меѓу 18 семејства кои добија пакет прехранбени и хигиенски производи е и Наташа Атанасова, мајка на лице со хендикеп, која испрати пораката дека без разлика на се сите треба меѓусебно да се почитуваме. И јас имам една голема убава порака за сите родители да ги испочитуваат и тие родители кои имаат деца кои се со некоја посебна мана или како да кажем, едноставно се разликуваат од другите деца. Значи сите деца треба да се дружат меѓу себе, независно од својот изглед, физички, умствен и било каков начин, и сите сме луѓе и сите треба хумано да се однесуваме према останатите. Посакувам на сите да биде убаво, да биде новата година среќна, на сите да им биде убаво, сите да имаат на трапезата подеднакво задоволство, среќа, љубов. Центарот за социјални работи од Делчево останува отворен и за понатамошен вид на соработка од институции и граѓани кои што имаат чувство за социјална одговорност во заедницата. Апелирам и до сите други граѓани кои што сакаат да помогнат на овие лица, кои што сакаат да споделат дел од своите лични материјални добра, кои што се може би и нешто повеќе во нивните домови, дека можат слободно да не контактираат и во Центарот за социјална работа и истите да најдат заскодно место во домовите на оние на кои е потребно. Ваквите акции на организацијата Луѓе на патот, како што најави Константин Кајшаров, продолжува и во останатите градови од натрешноста на Македонија.